Одморот во Грција годинава ќе биде драстично поскап. Се зголемува туристичката и еколошката такса и тоа за 4 до 20 пати повеќе отколку и што се плаќаше минатото лето. Сега давачките кон државата ќе изнесуваат од најмалку 2 па и над 20 евра на ден по соба, во зависност од локацијата и категоријата. Туристичка такса од секогаш имало нормално како во сите држави, така и во Грција, и таа се плаќа од ноќевање од соба. Зависно од тоа, например, од соба во апартманското сместување во изминатите години беше 0,5 евра од ден, а после тоа како се покачува, односно денес е покачено на 2 евра од соба од ден. Меѓутоа истото сега зборуваме за апартманско сместување, а додека хотелите, зависно која е категоризација, колку звезди хотелот, така може да биде повисока туристичката такса. Дополнителна давачка од 20 евра има и за најатрактивните острови Миконос и Санторини, за туристите кои доаѓаат на екскурзија од бродовите за крстарење. Средствата собрани од овие такси, како и од зголемените даноци на краткорочно сместување, ќе бидат насочени кон одржливи проекти, подобрување на инфраструктурата и решавање на еколошки предизвици низ цела Грција. Според туристичките агенции во земјава, иако од година во година поскапуваат летните понуди во соседните земји, поради близинат, нашиот јужан сосед и натаму е најбаран од туристите. Иако се покачуваат цените, без разлика интересот за Грција никогаш не опаѓа. Нормално не изостануваат како поевтина дестинација. Албанија исто така ја бараат граѓаните. Исто Црна Гора има некои барања и од чартер аранжманите Анталија, Бодрум, Тунис и Египет. Освен зголемените такси, оние кои планираат одмор на грчките плажи годинава ќе се соочат и со поскапени аранжмани. Некои агенции нудат во екот на сезоната 10-дневен аранжман, кој обезбедува превоз и спиење за повеќе од 1200 евра за двајца. Храната исто така поскапена, порција гиро од 10 до 15 евра, пица исто толку и кафе на плажа од 5 до 10 евра.